Почитувани гледачи, втората сезона од емисијата Нега и здравје започнуваме со разговор на актуелна тема пандемијата со коронавирусот. Овој пат гостин во студиото е доктор Илчо Евковски, специјалист по медицина на трудот од приватната здравствена установа Медика Центар од Тетово. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Така, чест ми е што гостувате во нашата емисија да разговараме на тема пандемијата. Коронавирусот се појави во Кина во декември минатата година, но во нашата земја пред околу 6 месеци. На почетокот не се знаеше точно кој е начинот на пренесување, неговата вирулентност, се предпоставуваше дека во јуни се ќе заврши, дека пандемијата ќе престане, но не се случи тоа. Бројот на нови случаи постојано расте и постојано имаме нови случаи. Што сега се знае во однос на коронавирусот, неговата вирулентност, начинот на пренесување? Значи, сите луѓе помислија дека ова ќе биде уште еден од оние кои што ја познаваат корона групата вируси, очекуваа дека таа ќе си има своја вирулентност одредена во зимскиот период, во летниот период, на што вие го споменавте дека ќе спласне. Тоа кај нас и се случува, не дека не спласнува реално вирулентноста, поради тоа што во летниот период, во овој пролетен летен период, ние сме надвор. Луѓето не се во затворен простор и самата трансмисија на вирусот во отворен простор знаевме уште од почетокот, дека е помала 20 најмалку пати преносливоста во отворен простор, отколку во затворен простор. Сега во моментов ние се наоѓаме во една фаза се уште како на почетокот, може да кажеме, слободно, бидејќи во почетокот и не ги знаевме вистинските бројки кои се околу нас. Во јануари, февруари имавме една голема епидемија на грипови, која што не бевме сигурни дали е само грип, бидејќи не беше испитано COVID-19, немавме тестови да ги испитаме тогаш. Откако почна да се испитува, се најдоа и случаевите кај нас. Дали е тоа првиот увезен случај од Италија кој што беше со докторката, или пак тоа беше и некој од нашите сонародници кои што живеат преку граница и тука беа присутни во тој зимски период, не може да потврдиме со сигурност, но се смета дека е така во оваа ситуација. Така. Бидејќи вирулентноста е помала на вирусот и повеќе асимптоматски имаше пациенти кои што го носеа вирусот, но не знаеа дека се позитивни, па потоа во контрола или скрининзите покажаа дека тие се всушност позитивни на COVID-19. Кои се симптомите, како сега може да се препознае дека едно лице го има вирусот, односно има болеста COVID-19, се зголемува лепезата на симптоми, така? Порано немаше диареја, но сега така. И диареја во таа лепеза. Така, многу симптоми се прошири таа лепеза, на што се може да даде ефект. Тука се и неуролошките, тука се и абдоминалните проблеми. Респираторните остануваат главни водичи кон тоа дали се работи за ковид или не, она губење на мирис и вкус од неуролошките, а оној затегнат глас, кашлица, црвенило, значи тие горно респираторни проблеми главно даваат насока за COVID-19. Температурата исто покачена, тоа го знаете сите. Понатаму сите други кои што се појавија ги вклучија во таа лепеза и проширена доста лепезата на симптоматологија. Се со цел за да се разбере оваа болест, за да се има една поголема предпазливост кон оваа болест, бидејќи се уште на нас ни е непозната доволно. Учиме за неа секојдневно, добиваме информација од светот секојдневно, се надеваме дека успеваме да се справуваме најдобро што можеме. Освен тестот, што може да покаже дали е позитивен, има некои други симптоми кои што се специфични само за ковид, отколку за грип и другите респираторни настинки и вируси? Како што кажав, губењето на мирисот и вкусот се една од водечките помеѓу грип и COVID-19 заразување, а другите симптоми се релативно исти како при секој вирус, кој што го имаме респираторен вирус. Пренесувањето на истиот вирус, на трансмисијата, се измени исто во светот. Кај нас се уште малце каскаме зад светот како вообичаено. Не се променети упатствата, не се променети насоките кои што би требало да се променат. Верувам дека брзо време ќе ги промениме пред да дојде овој зимски период, каде што веќе е јасно дека главниот пренос е преку големите капки, кога сме на помало растојание од 2 метри и кога не се носи маска нормално,
но и трансмисијата на големо се зборува во светот. Многу научници го поддржаат, дури најголемите светски агенции тоа го обданија, го кажаа дека проблемот не е само во големите капки, него проблемот и во малите капки. Што значи тоа нешто? Кога ние зборуваме, кога ние кашламе, кога ние пееме, кога ние отвараме уста, од нас излегува некаков облак на мали капки. Тие мали капки носат со себе потенцијал исто да заразат како и големите капки. Се уште не се знае точно колкава концентрација и колку точно време треба да се проведе во таква контаминирана средина за да се зарази човекот, но знаеме дека сигурно има таков начин на трансмисија. Додека оној начин на трансмисија кој што е контактен преку површини, до сега немаме некои релевантни показатели од светот, каде релевантни студии со кои што ќе се потврди тој начин на трансмисија. Така да би ги релаксирал малце вашите гледачи, да не применуваат толку многу хигиена околу површини, колку што респираторна хигиена и сопствена лична хигиена. Така, миење на раце, дезинфекциони средства употреба, така. Споменавте доаѓа зима, постојано нели медиумите и надлежните медицински лица споменуваат дека следува септемвриски есенски бран кој што можеби ќе биде посилен. Кои се вашите ставови околу тоа? Што може да не очекува оваа есен и оваа зима? Моите предвидувања во врска со тоа што не очекува оваа зима се темелат врз тоа што направивме во овој изминат период. Во изминатиот период, освен овие протоколи што се донесоа какви такви некакви, нешто многу и немаме на тој план изработено. Што значи ова нешто? Значи сите сакаме да се вратиме на работно место, значи нема човек кој што не сака да работи, кој што е работоспособен. Децата сакаат да се школуваат, да идат во школа, да другаруваат, да се дружат. Луѓето сакаат да искачат на забави, да се гледаат, да прават свадби, значи социјализацијата и сите работи. Но ние ништо не променивме околу просторот во кој што треба да ги вратиме. Еве имаме протокол, но тој протокол не одредува каква ќе биде филтрацијата на воздухот, каква ќе биде вентилацијата на воздухот, каков простор, колку голем може да собере колку луѓе. Тоа нешто го направија со поделба на групите, еве гледаме со децата во училиште, како пола училница, пола од учениците во училница, во друга училница другата половина или во различна смена, но нешто повеќе од тоа и не направивме. Затоа и луѓето се чувствуваат несигурно, затоа и јас сум многу несигурен, но можам да кажам дека во вакви услови, ако го оставиме вакво темпо на развој на оваа болест, дека ни следи многу тежок период во овој есенско-зимски период, да кажам. Така, споменавте работните места, дека се уште нема услови. Од една страна, од друга страна, хроничните болни се враќаат на работа. Значи, освен тие кои што нели можеби би им се влошила состојбата, зашто треба да даде потврда специјалист? Колку што јас знам, е во моментот дали е влошена состојбата или не. Не дали може да се влоши состојбата, него дали е во моментот влошена состојбата за која што луѓето добиваат потврда од специјалистот кој што е води таа болест, тоа лице. Таа потврда колку нешто значи, знаат сите вработени во смисол на боледување. Значи со таа потврда вие може да отворите боледување во секое време, доколку сметаат докторите дека е тоа потребно. Преку тоа боледување вие сте заштитени за како работник кој што е со хронична болест, но кој што има екзацербација на таа болест, поради тоа мора да биде привремено отстранет од работниот процес. Но многу од луѓето се ризични за посериозни проблеми кои што може да ги предизвика коронавирусот и доведување во тешки состојби од COVID-19, а кои што во моментов немаат екзацербација на нивната болест, туку добро ја контролираат. Такви се ХОП, хроничната обструктивна пулмонална болест, такви се луѓето кои што се диабетичари со тип 2, кои што добро ја водат својата болест, но истите тие се со огромен ризик при евентуално заразување со COVID, со коронавирус, односно имаат услови, предуслови за да развијат потешка форма на COVID-19. Кои се ризичните групи? Предпоставам не сите хронично болни, споменавте дел од нив добро нели менаџираат болеста. Така. Поделени се во светот во 3 групи.
овие болести. Првата група е добро позната со доволно студии за неа од светот, каде што ние знаеме дека тие болести во таа група се, како што ги споменав овие две, се во голем ризик на работното место доколку дојде до заразување. Потоа имате група на болести која што е недоволно докажана или е со спротивни ставови од научната област, од научниците. Такви се бременоста, такви се диабет тип 1, такви се луѓето кои што имаат пушење, долг стаж со пушење. И имате трета група во која што немаме доволно докази или се многу мали студии направени за да може да потврдиме дека да, овие болести исто имаат голем ризик од развивање на COVID-19 тешка клиничка слика. Тоа е еден ризик кој што е индивидуален на работникот. Значи имаме различна во моментов класификација на ризикот, односно ризикот на самото работно место, за дадено работно место и индивидуалниот ризик на вработениот. Има убава новина кај нас, околу проценка на самиот ризик на работното место и индивидуалниот ризик. Тоа е една нова матрица за проценка на ризикот, кој што ја изработија Македонското здружение за заштита при работа и Институтот за јавно здравје во Скопје. Преку неа се надеваме дека ќе добиеме многу подобри предуслови за враќање на работа, односно проценети ризици за секој дадено работно место и за секој работен. Секој вработен пред да се врати на работно место, особено после подолго боледување од 3 месеци или 12 месеци во законот го предвидува, би требало да се појави на вонреден или насочен преглед до медицина на труд, каде што ќе се процени неговата актуелна работоспособност. Значи, ние не можеме да знаеме работникот во која состојба се враќа на работното место. Никој не го видел тоа лице 3 месеци. Евентуално да се слушнало со предпоставениот дека ќе треба да се врати на работното место. Но никој не знаеме во каква состојба се враќаат, дали тие развиле некаква нова болест, дали тие имаат некакво усложнување на некоја стара болест. И тоа би требало да иде по некој таков тек, да се процени прво проценка да се направи на самото работно место, а потоа според проценката да се процени индивидуалниот ризик на вработениот. Односно секој работодавач би требало да го испрати тој вработен до нас на вонреден или насочен преглед, како ние би му дале еден документ со кој што потоа и одговорното лице се штити самото себе, а го штити и вработениот и останатите работници на работната организација. Така полека нели се враќаат и образовните процеси, односно градинките, се најавува отварање на училиштата, дали онлайн или преку физичко присуство и факултетите секако. Ваш став околу градинките? Што мислите, дали можеби требаше порано да се отворат кога времето беше убаво, бидејќи децата можат и надвор да играат, не се вржани за клупите каде што мора да следат настава? Така е, во право сте, значи мојот став е одамна кажан, од уште на почетокот на зимата, дека би требало да го искористиме тој летен период кога може да се отворат, како што кажавте, врати, прозорци, да се изведе некаква вентилација која што ќе биде природна вентилација. Децата требаше многу порано да трнат во градинки, зошто тоа го зборувам. Децата кои што се во градинки немаат и толку голема ризик за заболување и обично според светска литература 0,1% е од оние деца кои што ќе се заразат дека ќе развијат некакви симптоми. Тешка клиничка слика дури и да нема кај децата, освен кај оние деца кои што се вулнерабилни, односно со предиспозирачки состојби кај нив, со претходни веќе диагнози кај нив, со попреченост и така. Децата во градинките требаше да се вратат, ќе повторам, многу порано, да се искористи овој летен период. Исто сметам дека и децата во училиштата требаше да учат во овој период. Оној зимски распуст да се префрли во летен распуст и декември, јануар, февруар да се биде распуст, оној летен, кога 3 месеци децата ќе седат дома. Во спротивно, во летниот период требаше да се дозволи 2 недели да се имаат децата на почетокот на крајот и тоа ќе беше доволно за да имаме време децата да учат во побезбедни услови, секако совршени услови нема, но побезбедни услови,
А во зимата, кога тие деца би се групирале во една училница затворени, каде што немаме простор да отвориме прозорец или врата, ќе требаше да бидат испратени дома. Да си едноставно тој зимски период, кој што сега го очекуваме дека ќе биде лош за нас како земја, да го поминеме многу полесно со тие деца дома. Така, сега ги споменавме училиштата. Какви се условите во училиштата во нашиот регион, со оглед на тоа дека имаме паралелки со над 30 деца? Училишта во кои што има помали училници од она што нели е пропишано според правилата за колку треба да биде широка една училница. 2 училишта побара физичко присуство, останатите онлайн. Кој е вашиот став? Како што кажав, мојот став е дека во моментот училиштата ништо не направија повеќе отколку овие протоколи што ги имаме за бројност на ученици и некаква дезинфекција, но вентилација, филтрација на воздух, она каде што е всушност вирусот каде што може да се заразиме, немаме ништо понатаму направено. Да, децата ќе се заштитат преку носење на маски од големите капки, но тие маски не ги задржуваат малите капки. Дури кога ја носите маската, тие капки се агрегираат, односно се собираат во воздухот и со тек на време тој воздух станува контаминирачки, односно може да се заразите од него. Без поместување нанапред, да влеземе во новото време, упорно се повторува тоа ново време, но кај нас некако остануваме во старото време. Си ја сакаме таа комоција која што сме имале во минатото и сакаме да продолжиме во истите ритуали секојдневни кои што се дешаваат. За жал, ние не свативме дека одамна е настапена оваа дигитализација, ова онлайн учење по светот. Веќе имате професори со холограми кои што се појавуваат насекаде во секоја точка од светот. Имате рурални области каде што нема ниту едно училиште, а таму децата учат преку онлайн. Ние касниме во светот со дигитализација. Имав една објава дека компјутерот е измислен во Втора светска војна, 43 година. Кај нас и после толку години имаме простори каде што луѓе немаат компјутер, не знаат што е компјутер, не знаат да уклучат компјутера, камоли нешто да спроведат понатаму. Истите тие луѓе ќе имаат проблем околу едукација на децата. Тоа е закаснета наша реакција и требаше овие 6 месеци, 7 месеци, 8 месеци да се искористат во едукација на луѓето како да се справат понатаму во дигитализацијата. Сметам дека онлайн варијантата во моментов е најбезбедна. Како тоа ќе се изведе, која е таа програма што ќе донесат нашите власти, се најавува Microsoft дека е во игра, сметам дека имаат одлична алатка. Дополнително веќе и функционира тоа онлайн учење кај нас и претходно. Дигитализацијата ја има во некои помали приватни училишта и во нашиот град. Дали тоа може да се превземе како модел и дали тоа може да послужи како пример како се изведувала настава на овој простор во балкански менталитет, сметам дека тоа одговорите требаше да побараат доволно одговори од тие кои што работат во образование. Така, има 6 месеци, може и повеќе од кога се појави пандемијата, но најверојатно се опуштивме некако дека во јуни се ќе заврши и еве можеме да забележиме дека и луѓето веќе не се придржуваат до мерките. Значи, Тетово е едно од жариштата. Периодов може би има по 10 дневно, имаше еден период кога имаше и помалку, но сепак меѓу првите градови по бројот на случаи со ковид. Ваша оценка, како граѓаните се однесуваат кон ова пандемија? Граѓаните ќе се однесуваат кон пандемијата колку што државата ќе даде сериозност на целата ситуација. Она што се случи за мене е фрапантно, наеднаш да сите треба да почнат сега на работа хронични болни, наеднаш сите деца да трнат во школа за 6 дена. Пардон. Во летниот период, оној предизборен период, почна, мислам дека опуштањата, луѓето го пратат оној што ги води. Ако вие имате лидери кои што се опуштија, секако дека и другите позади нив ќе се опуштат. Во Тетово сме специфичен град, тоа го знаеме многу добро ние кои живееме тука и кои што работиме тука.
Тетово си има специфика, но некако не најде никој за сходно да земе, да направи нешто да промени во таа специфика. Сметам дека едукацијата на населението, здравствената едукација на населението треба да биде на многу повисок степен од колку што е сегашната. Како и за сексуалното образование, како и за сите други теми кои што кај нас се некако заборавени и оставени самите на себе. Многу по-напред ќе бидеме, многу по-брзо ќе се справуваме со идни епидемии кои што ќе не се случуваат. Значи, ова не е прва и последна пандемија што се случила. Ние имаме секоја година епидемии кај нас кои што се случуваат и кои што даваат ефекти. Значи, не ги гледајте само смртноста на епидемиите. Епидемиите одземаат и многу луѓе од работното место. Тоа се изгубени работни часови, тоа се изгубени работни процеси, пари во економија, тоа е оштетување на здравјето, тоа е болнички денови кои што се исплатени од Фонд за здравствено пензиско осигурување. Значи има тука повеќе спектар на работи кои што треба да се земат во обзир, не само едното. Дали смртноста кај нас е повисока во однос на светското ниво? Кај нас бројките кои што ги имаме од почетокот до сега сметам дека не се точни. Значи ние имаме некои бројки, но многу од нашите бројки и не се прикажуваат, односно не се во бројка едноставно тие пациенти кои што се заразиле или починале од таа болест, па сега во поново време имаме дури и друг феномен, ако на почетокот луѓето зборуваа дека намерно ги умираат во наводници луѓето со COVID-19, ги запишуваат умрени со скршеници или не знам се што. Сега имаме криење на такви случаи кои што починале од COVID-19, па се кажува дека починало од нешто друго. Стравот од затварање дома, стравот од изолација на семејството. Целото семејство кое што живее во тој дом, а кај нас во Тетово, особено во Западна Македонија, се уште имаме такви домови во кои што живеат и по 20 луѓе во еден дом. Рачунајте таа цела 20 луѓе куќа да ја затвориш, луѓето им е страв. Не е само стравот од болеста. Значи тука е и економскиот страв, статусот дали ќе го изгуби, нема да го изгуби, дали ќе продолжи работата, нема да продолжи. Па многу од тие фамилии имаат фамилиарни бизниси, значи би требало да стави клjuč за наредни 2 недели натаму, значи не се знае точно до кога. Сето тоа води во еден страв кога немате доволни механизми од државата која ќе ве заштити. Ако они на времето ги стимулираа позитивните случаи сами да се пријавуваат, ќе беше многу подобра стратегија. Кога вие би имале бенефит од тоа што ќе се пријавите како заразено лице. Но кога вие знаете дека само ќе имате негативности и дека само ќе изгубите од тоа што се пријавувате и дека државата нема да ве заштити и нема да ви даде ниту парче леп доколку ви е потребно, тогаш нема како луѓето да се пријавуваат, односно ќе ги имаме овие криење, мижење, замижување пред работите, што води секако во ширење на заразата. Така, единствено решение од цела оваа пандемија нели е превенцијата, односно вакцината. Докаде е светот во таа насока? Може би ли ќе се пронајде конечно вакцина против ковид? Верувам дека ќе се пронајде вакцина против ковид, бидејќи целиот свет работи на вакцина. Не само на вакцина, и на лекарство, и на превенција, на сите други можни солуции. Некако не ја свативме ситуацијата околу вакцината и околу превенцијата. Носењето на маски, јас повторувам многу пати, носењето на маски може да не спаси од вакцинација. Значи, сите ние имаме страв сега, тоа е нова вакцина која што ќе се произведе, немаме доволно студии за неа, немаме долгорочни ефекти од неа, нема да знаеме како тоа ќе се одрази после 20 години од вакцинација и заради тоа ни е страв од самата вакцина, што е и нормално. Дури и кај нас во научната јавност владее страв, тоа го приметуваат. Она што е безболно и она што знаеме дека нема да ви наштети по 20 години е носењето на маска. Таа маска може да превенира, доколку 2 недели, 3 недели издржиме сите да носиме маски на нас и доколку доволно се изолираме, сметам дека многу побрзо ќе се справиме со оваа вакцинација, со оваа пандемија, отколку во земјава епидемија, отколку со вакцинација. Бидејќи сега го имате и тој проблем, ние ќе добиеме вакцини, но кого ќе вакцинираме?
која група е поризична, кој треба да се вакцинира, кој на нас не треба ефективно да работи за да биде вакциниран, да биде заштитен, дали децата ќе се вакцинираат. Значи се уште владеат многу нејасноти околу таа вакцина и стратегија околу самата пандемија, дали ние ќе се осврнеме стварно на вакцината и ќе чекаме само вакцината, која што може да биде годинава, но може да биде и по една година, и по две, и по три. Не верувам дека ќе одземе повеќе од 3 години да се пронајде вакцината, но сега 3 години ние да чекаме вакцина, а сите можеме да носиме маска на нас кога сме во публик за контакт и во затворен простор, сметам дека не е логично да чекаме толку време. Знаете како децата самите реагираат кога разговарате, децата се многу искрени и чисти срца. Мојата ќерка скоро ме праша до кога ќе трае ова нешто, реков додека сите не научиме да носиме маска на брзина некое време, еден месец да носиме маска. И ме рече, па зашто сите не носат маска? Кога и го објаснив начинот како е тоа трансмисија, како се префрлаат тие капки во воздухот и како доаѓаат, значи децата имаат многу искрени одговори. Ќерка ми одговори, тато, па зашто сите не зборуваме надолу? Со тоа едноставно таа бола која што треба да падне капката се намалува, нели? Паѓаме долу, капките ќе паднат на земја, ќе ги избришеме и ќе завршиме работата. Многу често се зборува за Кина како се справи, многу често се зборува за источниот свет. Значи нивното поздравување, значи они немаат ракување, они имаат едно клањање кое што е на доволна оддалеченост. Значи они имаат ритуали кои што ние ги немаме, а ние сакаме во истите ритуали да си продолжиме и да бидеме во ред. Ако ги земеме нивните примери како они се справија, мислам дека и ние ќе се справиме. Тоа ми беше следното прашање, како светот се справи, а како ние? Од досегашниот разговор можам да забележам дека малку потешко ни оди тоа, за разлика од светот. Малку потешко ни оди тоа поради причината што имаме на одговорни позиции луѓе кои што не ја разбираат оваа проблематика, се уште не веруваат. Вие имавте еден ешалон кој што се зарази во собрание, кој што би требало да биде ликот на оваа земја, примерот за оваа земја, примерот за граѓаните. Они се уште очигледно не веруваат штом се заразуваат во толкав број. Ние очекуваме тие да дадат насоки. Па имате политика која што не ја прати науката. Па имате наука која што има измешана политика внатре, која што си дава политички одлуки. Целата таа конфузност, без цел, без една стратегија, води до ова нешто. Стратегиите за справување се јасни. Кои се можните стратегии? Едната е стратегија на вакцинација, која што ја споменавме, другата е стратегија на симптоматологија, каде што вие сите со симптоми, сите со некакви симптоми, ќе седат дома, ќе ги затвориме, изолираме, нивните контакти ќе ги трасираме, ќе ги најдеме, ќе ги пронајдеме и ќе ги затвориме нив дома, едноставно да не шират зараза. И имате комбинирана исто, која што би требало да трае, но таа исто е повезана со вакцината. Стратегиите во светот се базираат врз самата земја. Значи, секоја земја си има своја стратегија и тоа е нормално. Одликите, условите, како живеат, која е на температурата, на влажноста на воздух. Значи, многу ефекти има тука. Не е еден кој што би требало да го разгледаме, но секоја земја си има своја стратегија. Лошото е кога немаш стратегија или кога ќе ги измешаш стратегиите, па не знаеш каде си, и луѓето соодветно реагираат и тие измешано. Па ги имате овие чекања во редови пред банки, ги гледате сега. Имаме ние систем во кој што ти вели внатре пазете 2 метри. Држете дистанца. И сега ти пазиш се тука внатре во студио, еве ние пазиме, но надвор пред студио ќе седиме сите 20 души, ќе пушиме цигари, ќе се разговараме едно 2 часа пред да влеземе овде. Значи тоа нешто не одговара, не е компатибилно со пандемијата. Доколку сакаме се справиме со неа. Добро споменавте тоа групирање нели на паузите. Има ли по работните организации такви групирања со оглед на тоа дека постојат протоколи кои што треба да се почитуваат? Уште од самиот старт апелирав на тоа групирање за време паузи, за време јадење, за време пиење кафе или цигара или како и да е. Кај нас се уште постои тоа нешто. Дури морам да замерам и на нашите медицински работници. Многу често гледам слики на медицински работници кои што се
супер облечени во скафандери, со визири, со сите потребни заштитни мерки превземени лична заштитна опрема, а таа иста лична заштитна опрема на паузата е нормално извадена од себе и истите стојат во мал простор на една мала тераса, каде што пијат сите кафиња заедно, или сите се групирани во некоја просторија за јадење, групно јадат сите, кое што не соодветствува едноставно, или се штитиш или не се штитиш. Не може јас да отиднам денеска и да бидам во таква незаштитена средина и потоа да земем да работам со пациенти. Тоа е како несватливо за мене, бидејќи сум професионалец. Секој медицински работник е професионалец и треба да си ги знае начините на трансмисија на оваа болест и како да превенира евентуално ширење на заразата. Со нивното седење помеѓу себе, групирање помеѓу себе на помала дистанца без маски, јасно е дека почињаат трансмисиите. Тоа нешто се пренесува и внатре и помеѓу нив, па имаме такви кластери кои што се развија во текстилните фабрики, каде што луѓе не можеа да дигнат глава, па ги затворија фабриките, а тоа е губење на цел работен процес, тоа е губење на работни денови, каде што пари се прават во таа фабрика, каде што треба да се исплатат вработените. Но тука морам да апелирам на поголема свесност на работодавачите. Работодавачите треба да се свесни околу колку они ќе изгубат доколку нивни вработен се понаша вака како што се понаша и пренесе понатаму болест во нивната организација. Тоа значи многу по таа организација, тоа значи многу средства изгубени, кои што сметам дека ќе треба да ги разбудат работодавачите и одговорните лица да поведат повеќе сметка околу безбедноста и здравјето на самите вработени, како и на клиентите кои што работат. Дел од работниците можеби и не си ги знаат своите права нели во однос на безбедноста при работа. Видете, значи ние во Македонија од 2007 мислам дека година со Законот за безбедност и здравје при работа и одговорноста, поделбата каде, кој како, ние се уште луѓето не знаат дека постоиме како медицина на труд. Имаме 700.000 вработени во Македонија некаква бројка, од нив само 300.000 се прегледуваат во овие 2 години кога што треба да ги прегледаме сите 700.000. Значи имаме 400.000 вработени кои што воопшто не се прегледани за нивната работоспособност на дадено работно место. Што е уште пострашно, поголемиот дел од овие 400.000 кои што не се прегледани се во државни институции и кога вие државата самата не се грижи за своите работници, како очекуваме приватниот сектор тоа да го следи. Јасно е дека инспекциите се повеќе во приватниот сектор, јасно е дека таму шетат, но би им советувал, доколку сметаме дека треба да завршиме со оваа пандемија, да се посветат на сите работни места, на сите вработени. Не само во приватниот сектор, туку и во државниот. Така, ви благодарам многу на разговорот. Доколку имате некоја порака или совет за крај, слободно може да се обратите. Можам само да порачам до сите кои што имаат проблеми околу COVID-19, со сите нивни нејасноти, да поминат или да се јават во нашата амбуланта Медика Центри Тетово, каде што ќе ги добијат соодветните совети и насоки како да се справуваат понатаму со својата сопствена ситуација. Така, уште еднаш ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и на вас на поканата. 2020 ги преврте нашите животи наопаку, донесе страдање и загуба, но не потсети на она што е најважно – здравјето и безбедноста на луѓето околу нас. Исто така ни покажа што ризикуваме кога го нарушуваме деликатниот баланс помеѓу луѓето и природата. И не можеме да си дозволиме едноставно да се вратиме назад на нештата како што беа пред пандемијата. Затоа Светската здравствена организација објави манифест како во 6 чекори да се осигура здравјето и обновата на природата од COVID-19. Да го негуваме и заштитуваме изворот на целото човеково здравје, природниот свет. Да се инвестира во витални структури за здравјето, како пристап до вода и канализација, и обновлива енергија за болничките капацитети. Брзо да се префрлиме на чисти обновливи извори на енергија. Да се префрлиме на здрав и одржлив извор на храна. Да ги направиме сите наши градови зелени и здрави.
Да се оди кон економија водена наместо од пари и загадување, кон економија чија цел е здравието и доброто на луѓето. Ние знаеме што треба да правиме и имаме алатки да го направиме тоа. Да работиме заедно и да креираме поздрав и позелен свет.